емисија решивме да го посетиме Тиквешкото езеро, но овој пат во делот на Браната. Уште од раните утрински часови можевме да забележиме доста голем број на рибари кои ги зафатија своите позиции чекајќи да се појави рибата. Нашата крајна цел со изнемениот чамец се била дестинацијата кај уливот, за кое повеќето рибари со драга волја би пошле таму. Според нашиот превозник од Браната, од каде што тргнавме до уливот, има ни помалку ни повеќе од 3 часа возење со тип на мотор и чамец, кој тој ден ни беше на располагање. Додека се возевме по езерото со чамецот, мораме да признаеме дека уживавме во прекрасното крајбреже на езерото. Слабиот ветер кој дуваше во правецот на чамецот воопшто не ни пречеше да уживаме во глетката на раѓањето на сонцето, неговите први здраци кои се пробиваат низ облаците, а кои пак се впиваат со брановите од езерската вода. Водата која помалку навлегуваше во чамецот не колебаше да го продолжиме патувањето до нашата крајна цел. Но за жал, поради дефект на моторот, не успеавме да стигнеме до нашата цел. И како што ни објасни нашиот превозник, во моторот навлезе вода и нема да имаме можност барем за денеска да го посетиме уливот.
Дека постојат рибари кои сака да помогнат, говори и нудењето на помош од страна на лицата кои приметија дека нешто не е во ред со чамецот, па со својот чамец дојдоа до нас да ни понудат нивната помош. После првото разочарување, нашата екипа не ја спречи да го испие утринското кафе и да земе залак од појадокот. Убавата гледка и пријатното возење по езерото ја стави нашата екипа во недоумица дали да пробаме да рибариме од чамецот или пак да продолжиме да се возиме и да уживаме во гледката која ни ја пружа езерото и неговото крајбрежје со прекрасните викендички. Кога се враќавме назад од каде што сме тргнале, месата беа полни со рибари. Единствената риба која тој ден беше активна е кострежот, сунчицата и понекоја плашица. Нашите чуварки на крајот останаа празни. Незадоволни од риболовот, но задоволни од убавината на овој дел од езерото, се враќаме во Скопје со надеж дека следниот пат ќе стигнеме до уливот и ќе имаме повеќе рибарска среќа. Доколку некој од вашите колеги или пријатели ви испраќаат со поздрав стрекно, тоа значи заборави на риболовот, отпакува ја опремата и седи си дома.